Црвениот крст на Република Македонија е формиран на 17 март 1945 година. Самостојно действува и работи од 21 мај 1992 година. Црвениот крст на Република Македонија е меѓународно признат од Меѓународниот комитет на Црвен крст на 1 ноември 1995 година, а подоцна тој месец на 27 ноември Црвениот крст на Република Македонија станува 169-та членка на Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина. Работата на Црвениот крст на Република Македонија е организирана преку Централната канцеларија во Скопје, 34 општински организации на Црвен крст и Црвениот крст на град Скопје. Во организацијата работат 102 лица и уште околу 120 лица се ангажирани на различни проекти. Националното друштво има 10.300 регистрирани членови, а активностите се имплементираат со подршка на околу 7.200 волонтери. Последната деценија одбележуваат низа активности кои представуваат патокас на развојот на националното друштво. Тука го одбележуваме напредокот на полето на стратешкото планирање, што резултираше со 10-годишен развоен план за периодот 2010-2020 година и стратешки планови за сите програмски дејности на организацијата. Секоја година работата на националното друштво подлежи на контролни, внатрешни и надворешни ревизии, кои имаат за цел да ја унапредат транспарентноста и отчетноста на организацијата пред партнерите и пошироката јавност. Информирањето го издигнавме на едно посебно ниво преку нашите тријазични изданија на годишни програми за работа и годишни извештаи, како и интернет и фејсбук страните и електронскиот весник на Националното друштво, кој на неделна основа информира за активностите на сите интегрални делови на организацијата преку споделување на ова издание до 70.000 имейл адреси. Успешниот развој Црвениот крст на Република Македонија го заокружува со сертификатот за силно национално друштво, кој организацијата го доби на статутарните состаноци на движењето во Женева во 2015 година. Сертификатот потврдува дека организацијата ги исполнува сите критериуми и стандарди на модерна и силна организација и представува препорака за партнерите за инвестирање во проектни иницијативи на организацијата. Во изминатиот период, во рамки на развојот на националното друштво и во насока на зацрстување на организацијата и подобрување на работата, се посветивме и на ревидирање и избогатување на внатрешната нормативна рамка. Неодамна Националното друштво направи измена и дополна на статутот на организацијата, а истиот беше донесен во март 2017 година. Сакајќи да ја унапредиме внатрешната организација, во моментов работиме на донесување и ревидирање на повеќе внатрешни акти, правилници, кои ќе бидат од големо значење за целокупната организација на Црвениот крст на Република Македонија, а со кои уредуваме суштински прашања за работењето на општинските организации на Црвениот крст, како што се статусните промени, одговорноста и членството. Секоја година Црвениот крст организира партнерски состанок со менаџерите на најголемите компании во Република Македонија, на кои се сумираат реализираните активности и се презентираат нови иницијативи за соработка во следната година. Општинските организации на Црвен крст и Црвениот крст на град Скопје подготвуваат околу 40 нови проектни иницијативи кои се интегрираат во проектен каталог кој се споделува со партнерите и согласно со нивниот интерес, дел од проектите се финансираат и имплементираат во локалните заедници. Во просек Црвениот крст на Република Македонија обезбедува околу 100.000 евра на годишна основа од корпоративниот сектор за имплементација на вакви мали проектни иницијативи. Развојот и остварувањето на Црвениот крст на Република Македонија на полето на соработката со корпоративниот сектор се нотирани и во студијата на случај на Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина, издадена во 2015 година, каде се прикажани позитивните резултати на нашето национално друштво во соработка со приватниот сектор.
Оваа алатка е составен дел од наставната програма за обука на делегатите на Меѓународната федерација и Меѓународниот комитет на Црвен крст. Уште еден позитивен пример кој што сакаме да го истакнеме е примерот на соработката која што неодамна е воспоставена со Бугарскиот Црвен крст, при што е донесена рамка за соработка помеѓу двете национални друштва, која што ги уредува заедничките активности кои што треба да се имплементираат помеѓу двете организации во предстојниот 12-месечен период. Овие активности имаат за цел да придонесат во успешна размена на позитивни практики, на позитивни искуства на двете организации, се со цел да се унапредат компетенциите и знаењата на стручните кадри на двете организации. Оваа соработка се имплементира согласно со неодамнешната рамка за добрососедска соработка. Соседите помагаат први, донесена во Загреб, и сметаме дека сите вакви позитивни иницијативи даваат позитивен придонес во развојот на националните друштва од регионот. Република Македонија е подложна на природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човек, како што се земјотреси, поплави, пожари и некои други катастрофи. Воедно, како резултат на климатските промени, и Македонија не беше одмината од овие катастрофи што ги напоменав. Така во последниве неколку години се случија бројни големи катастрофи што ја фатија Република Македонија. Во оваа прилика ги користам да ги набројам сите оние катастрофи последниве неколку години што Црвениот крст можеше да интензивно да работи во однос на справувањето со овие катастрофи и поточно во оној делот на управувањето од катастрофи. Студен бран 2014 година, многу села осечени, екстремно ниски температури, можеше да се обезбедува хуманитарна помош, да се обезбедува транспорт на лица кои им беше потребна прва помош и така натаму. Поплавите што ја зафатија 2015 година Источна Македонија, поплавата во Тетовскиот регион што резултираше и со човечки жртви. И да ја кажам, она фамозна поплава што се случи 2016 година што резултираше со 22 човечки животи и со 60 повредени и со комплетно уништување на инфраструктурата каде што беше погоден во Скопскиот дел, во Скопскиот регион. За сите овие катастрофи што се случија во овој период, Црвениот крст Република Македонија ги користеше своите материјално-технички ресурси, ги даваше своите стокови резерви и воедно и целокупните операции што се работеа од новиот логистички центар на Црвен крст на Република Македонија што се наоѓа во непосредна близина на Скопје, потоа што Момин поток кој беше направен со донација на Меѓународна федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина. Воедно морам да напоменам дека во сите овие операции посебно место зема и волонтерите на Црвен крст кои во сите операции не беа помалку од 100 волонтери кои беа добро обучени, претходно обучени, кои и текако умешно и успешно се справуваа со овие ситуации. Морам да кажам и за помошта што ја понудија и што ја дава националните друштва, посебно од Југоисточна Европа. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е програма која што веќе 20 години се имплементира на територија на целата држава. Тоа е национална програма за регрутирање и задржување на волонтерите во редовите на нашата организација. Целта е да се заканат сите општински организации, да имаме нови млади луѓе кои што понатака ќе продолжат дејноста на Црвениот крст. Програмата функционира со 30 национални инструктори кои што доаѓаат од различити општински организации, кои што на терен, значи во сите општински организации ги имплементираат малите ПХВ обуки. Младите добиваат обуки за теорија, значи што е тоа дисеминација и на кој начин може да се помогне и секако подготовки за практичните решенија на терен, значи како да се изработуваат малите проекти.
На годишно ниво обучуваме 1200 младинци во целата држава, а програмата веќе 20 години се имплементира во самата држава. За да се направи се во ова, тим од 45 инструктори од општинските организации дават поддршка за реализација. Програмата има некако свој годишен циклус кој што започнува во јануари месец и трае се некаде до декември. Младите по добивање на обука имаат 3 месеци на терен да ги изработат малите проекти, ги учиме како да ја лоцират целта, како да направат истражување, како да разговарат со целните групи и потоа по такво едно сериозно истражување како да ги изработат малите проекти. Тие се нашите, да речем, најважни амбасадори во Црвениот крст, бидејќи стигнуваат таму каде што навистина другите институции не стигнуваат. И нивните проекти се најразлични. Во просек на годишно ниво прават од 150 до 200 мали проекти и помагаат некаде на бројка од 3000 до 4000 лица, што е навистина огромна бројка и прават големи промени во нивните животи. Интересно да се каже дека освен овој активен пристап во животот кој што го промовираме кај младите луѓе, значи да не чекат што е тоа што може некој друг да го направи, туку тие сами како да се стартуваат. Важно да се каже дека и целата заедница значи има допринос од овие млади луѓе. Значи на свој начин се обидуваат да најдат средства како да ги реализираат малите проекти, а при тоа да не се откажат и да продолжат понатака. Најдобрите младинци потоа ги каниме на финални работилници кои што се случуваат во Струга, каде што освен активниот живот и дисеминацијата на Црвениот крст, промовираме и култура на заедничкото живење, бидејќи доаѓаат млади од различити градови кои што се различна етничка припадност и ги учиме на некој начин да направат комуникацијски канал во кој што заеднички тие ќе комуницираат. Поголемиот дел од овие младинци на крај стануваат значи лица кои што се лидери во нивните општински организации, потоа сите заеднички се подготвуваат за нешто што се вика недела на промоција на хумани вредности, кај што дополнително го промовираат мирот, толеранцијата и соживотот. И можеби на самиот крај уште неколку збора за малите проекти што тие ги изработуваат. Ние велиме дека се мали, но навистина тие не се мали. Возрастните луѓе не ги прават таквите проекти како што ги прават овие младинци. Збориме за подигање и градење на рампи за хендикепирани лица. Збориме за реновирање на цели медицински установи за младите каде што се сместени децата, за учење на дечиња кои што заостануваат во образовниот систем за да постигнат образовна настава како нивните другари. Потоа збориме за лица кои што имаат атрофија на мускулатурата, а немаат доволно средства да соберат средства, например 20.000 денари за да се купи точак велосипед за да може да се вежба дома и така натака, како што ви кажав, од 150 до 200 мали проекти и од 3000 до 4000 бројки. Може да се гордееме со младите лица кои што се лидери и како Црвен крст сметам дека и како треба да инвестираме во овие млади луѓе и во нашата иднина. Програмата Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови представува социјален сервис за лицата во трето доба кои што живеат на територијата на градот Скопје. Присутни сме во повеќе од 7 подрачја на општините на овој град и всушност се посетуваат стари лица и изнемоштени кои што во нивните домови добиваат услуги од страна на мобилни тимови на Црвениот крст. Овие мобилни тимови се составени од 5 медицински сестри и 12 волонтери. Гордо се да се каже дека 12 волонтери се младенци на Црвениот крст кои што имаат ентузијазм, нешто што не е многу ин во денешно време, да всушност тие го прават, а тоа е да се дружат со лица во трето доба. Се работи за еден обостран интерес, да го речам, да старите лица добиваат услуги од страна на младите волонтери, тоека пак младите волонтери прибираат искуство кое што е животно, се разбира. Ова се оние услуги кои што се даваат на околу 180 стари лица на неделна и повеќе кратна основа во зависно од потребите од страна на тимовите. И тие се стари изнемоштени како што споменав, но тука се и оние лица во трето доба кои што се активни пензионери, кои што имаат и така што дадат уште во општеството, и за тоа беа креирани така наречени дневни центри за стари лица по принципот на во Австрија, односно австрискиот Црвен крст и земите секако во регионот. Со овие дневни центри всушност се поттикнува активното старење и присутни сме со овие дневни центри во 4 подрачја на територијата на градот Скопје, од кои што за 3 дневни центри одговорен е Црвениот крст на град Скопје. Тука во рамките на една месечна програма
се креираат активности за активно старење и меѓугенерацијска соработка. Идејата е да го поттикнеме волонтирањето преку овие дневни центри кај лицата во трето доба и навистина успеваме да го направиме. Се трудат тие помагајќи си себе си да помогнат и на некој друг. Во овие дневни центри работат лица кои што се обучени како да работат со оваа категорија на лица и всушност се прави координација на градско ниво. Би сакала да споменам дека за оваа програма да биде толку интересна за самите волонтери, всушност се работите како на мотивација на волонтерите и надградување на нивните капацитети. Ова всушност е направено се со цел развивање на воинституционални форми за грижа на стари лица и гордост ми е да кажам како координатор дека оваа програма всушност која што започна е првенче на територијата на Република Македонија, односно Црвениот крст на град Скопје беше прв кој што започна да пружа грижа за стари лица, односно да развива ваков тип на воинституционални форми. Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Министерството за здравство на Република Македонија и Институтот за трансфузионална медицина ја реализираат програмата за организирање и унапредување на крводелството во Република Македонија. Потребите за крв и крвни компоненти во Република Македонија се утврдени на 55.000 единици крв и Црвениот крст на Република Македонија заедно со Институтот за трансфузионална медицина во последните неколку години успешно ги реализираат овие бројки. Значи, остваруваат бројки негде околу 55.000 единици крв, со што ги задоволуваат сите потреби од крв и крвни компоненти за потребите на здравството во Република Македонија. На годишно ниво се организираат преку 900 крводарителски акции на терен, а тоа представува негде околу 60% од вкупно собраната крв во Република Македонија и останатото околу 40% се само иницијативни крводарувања, каде што крводарителите даруваат во 22 служби за трансфузионална медицина во Република Македонија. Во Република Македонија, значи, од вкупната количина на крв, сите остварени резултати се исклучиво со доброволно крводарување. Значи, во рамките на соработката со Институтот за трансфузионална медицина во Република Македонија постои тим за координација кој е составен од редовни представници на Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузионална медицина и повремени представници од Министерството за внатрешни работи и од Армијата на Република Македонија. Овој тим за координација редовно во текот на една недела се состанува 2 до 3 пати и ги утврдува сите крводелски акции што треба да се организираат во секоја наредна недела и така во текот на годината, значи, овој тим кој ќе ги утврди крводелските акции, понатаму ги по електронска пошта ги доставува до сите општински организации на Црвен крст и до сите служби за трансфузионална медицина каде што треба да се реализираат. Нашето мото крвта е таа која што треба да го чека пациентот, а необратно не мотивираат за континуирани активности на полето крводарителство. Црвениот крст на град Скопје пак со координативна улога помеѓу 5 општински организации на Црвен крст постојано е активен во тој процес на промовирање и унапредување на крводарителството во нашиот град. Таа промоција ја реализираме преку 2 редовни крводарителски акции по 26 јули и 13 ноември, потоа крводарителската акција во соработка со Тоше Фан Форум клубот, крводарителската акција во соработка со Американската амбасада во Република Македонија, секако многу гостување во медиуми, промоции и неизбежно клубот на крводарители и клуб 25 кој што е всушност клуб на млади крводарители и мотиватори. Во текот на целата година печатиме промотивни, информативни материјали и со тоа придонесуваме во процесот на мотивација на младата популација, но и поттикнување до здржување на нашите повеќекратни дарители.
Она што особено сме горди и она што особено дава резултати во годините што се зад нас е всушност овој чекор понапред во тој процес на промоција и на унапредување на крводарителството на територија на град Скопје и поточно просторијата каде што и денес сме тука, дневниот центар за дарување крв или ние како што мелуваме да речеме нова локација за вашата хуманност активност поддржана од Алколоид Скопје, Црвениот крст на Република Македонија, каде што во навистина убави и топол амбиент просторија крводарителите имаат можност да даруваат крв секој работен ден и викенд, односно сабота, и едноставно да се чувствуваат убаво, да слушнат нешто, да разменат идеи и искуства со другите крводарители кои што го посетуваат центарот, да научат нешто, да прочитаат од промотивните материјали кои што редовно се оставени тука, така што низ годините, повторно ќе споменам што се над нас, резултатите се видливи, некаде околу 2000 дарители на годишно ниво, што е еден дополнителен придонес на територија на град Скопје во тоа континуирано снабдување со крв и крвни продукти за непречено функционирање на клиничките центри во нашиот град. Исто така би ги споменала и оние форми кои што пред малку ги споменав, односно клубот на крводарители, во кој што членуваат повозрасни, односно членови кои што се долгогодишно крводарители, членови на нашето хумано семејство крводарители, кои што доаѓаат од различни организации, фирми, компании, кои што се навистина мотиватори и пример во нивните обкружувања и средини, и клубот 25 кој што е клуб на млади крводарители и мотиватори, сконцентрирани на промоција и напредување на крводарителството кај младите, ширење на таа идеја колку е важно да се биде крводарител, да се почне да се дарува крв, меѓутоа и сето тоа да има континуитет понатаму. Програмата за поддршка и помош на бегалците и мигрантите во Република Македонија започна во 2015 година и се одвиваше во неколку фази. Првата фаза беше насочена кон помош и поддршка на лицата кои транзитираа низ нашата држава, а се движеа по автопатот и по селата, ридовите во деловите на Источна Македонија. Најважно од се е дека многу лесно и многу брзо се реорганизиравме на тој начин што ги следевме потребите од терен, така да веќе втората фаза беше насочена на помош и поддршка на овие лица кои беа сместени во железничките станици, а исто така по отварањето на центрите на граничниот премин со Грција во Винојук Табановце со Србија, направивме комплетна реорганизација со тоа што нашите мобилни тимови 24 часа нудеа социјални сервиси, медицинска заштита, дистрибуција на хуманитарна помош, медицински транспорт до болниците во Куманово и Скопје, се со цел да излеземе во пресред на нивните потреби. Во текот на третата фаза направивме реорганизација на тој начин што комплетно се промени агендата на делувањето на Црвениот крст на терен, се со цел да излеземе во пресред на луѓето кои што имаа желба да останат во Македонија, значи барателите на азил, лицата кои беа сместени во транзитниот центар Гази Баба, меѓутоа и ирегуларната миграција. Вкупно на терен беа вклучени 210 волонтери кои што беа организирани во мобилни тимови, а исто така во текот на активноста и операцијата која што Црвениот крст ја спроведуваше 2,5 години, зборуваме за вклучување на 70 професионално ангажирани лица од страна на стручната служба на Црвениот крст на Република Македонија. Во моментов 8000 луѓе се комплетно помогнати од страна на Црвениот крст во текот на 2017 година. Пред се работи за ирегуларна миграција. Најголемиот број на лица доаѓаат од Пакистан, Афганистан, Алжир и Мароко, а во текот на итните операции 470.000 луѓе беа асистирани од страна на Црвениот крст на Република Македонија. Црвениот крст на Република Македонија својата операција ја базираше на 4 елементи во своето работење. Значи, исклучиво се фокусиравме на хуманитарна асистенција, медицинска асистенција и прва помош, медицински транспорт, психосоцијална поддршка и служба барање, односно спојување на семејство. Во делот на спојување на семејства имавме успешна реализација на повеќе од 1000 случаи, каде што успеавме да направиме спојување на разделени семејства на рутата Грција-Германија.
Големите општествени промени, класните разлики, како и социоекономските колапси се едни од причинителите кои доведоа до рапидно зголемување на бројот на бездомници во Република Македонија. Заради подобрување на квалитетот на живот, како и за задоволување на базичните потреби и имплементирање на основните човекови права, Црвениот крст во 2008 година со финансиска поддршка од градот Скопје го отвори пунктот за бездомници во Момин поток. Уникатно место по многу нешта. Место кое што е прибежиште за на едни од најранливата категорија бездомниците. Квалитетот на давање на сервисните услуги во пунктот за бездомници не би бил целосен доколку не постои мултидисциплинарен тим кој што го сочинуваат доктор, социјален работник и психолог, како и домакинки и логистичка служба, сите со засебни задолженија и стручност, која што е од огромно значење за работата со оваа целна група. Во пунктот за бездомници на дневна основа се услужуваат од 40 до 50 бездомни лица на различна возраст, од различна религиска припадност, националност и различен степен на образовна надоградба. На годишно ниво во пунктот за бездомници во просек се реализираат до 2200 посети. Од страна на докторот на годишно ниво во просек се прегледуваат до 1000 пациенти и се делат 2300 лекарства. Од страна на социјалниот работник на годишно ниво во просек се реализираат до 430 стручно советодавни разговори со оваа целна група, додека од страна на психологот на годишно ниво во просек на 100 бездомни лица им се пружа психолошка помош и поддршка. Пунктот за бездомници е место во кое што постои палета на услуги. Едни од нив се делење на обувки, делење на чиста облека, напитоци, оброк, третман против шугавост и вошливост, делење на медикаменти, како и вадење на целосна лична документација заради остварување на правата од системот на социјална заштита. Поради зголемување на бројот на оваа целна група во градот Скопје, како и во Република Македонија, се осети потреба да се дуплира бројот на кревети, на постоечките 16 се додадоа уште други 16 кревети со финансиска поддршка од градот Скопје. Морам да го споменам и фактот дека во изминативе години од кога постои пунктот за бездомници, од 2008 година па наваму, во здравите општествени текови се имаат успешно 10 бездомни лица реинтегрирано.